Над 135.000 вработени во администрацијата ќе добијат К15, откако владата и синдикатот УПОС ќе го потпишат колективниот договор. Станува збор за 40% од просечната плата, кои во овој момент се 9.600 денари или нешто над 150 евра. Дека со овој колективен договор се значително подобрени и изнесени се некои права кои во меѓувреме се изгубија со донесување на одредени закони. И мислам дека колективниот договор покрај правата што ги дава за вработените, ги прецизира и обврски на вработените. На овој начин ќе добиеме и добро стимулирани работници во администрацијата, но и професионална администрација кон што цели работодавачот, односно владата на Република Македонија. Ако 135.000 се помножат по 150, се доаѓа до сумата од 20 и нешто милиони евра, кои оваа година ќе завршат кај администрацијата. Дали овие пари стопанството ќе може да ги поднесе? Сега видите, ако гледаме за правишност, во стопанството се истваќа К15, би требало и кај нив да се истваќа. Но они се малку специфични, многу голема администрација, може има превработеност и така натаму. И придоници ќе се земат тие пари од стопанството, колку процент ќе остане на стопанството за развој и така натаму. Значи, доста сложено е прашањето. Од друга страна, на последниот подарок за администрацијата од владата, граѓаните гледаат вака. Затоа што цел живот сум бил во државна администрација, знам што значи тоа. Погрешно е да не се дава за тоа што заслужуваат, тоа се луѓе кои што секојдневно ги опслужуваат граѓаните и потребно да земат. Помислам дека не е заслужено. Но освен овие пари, администрацијата ќе добие и други поволности кои се предвидени со договорот, а тие се следните: право на дневници и трошоци за превоз, трошоци за ноќевање за службени патувања, право на денови со платено отсуство заради лични и семејни потреби, неплатено отсуство и слично. Што владата наумила веројатно ќе направи и несомнено ќе израдува администрацијата, зашто овде има и еден навистина голем апсурд. Имено во споменатите 135.000 административци се и оние 1000 и нешто вработени според рамковниот договор, кои со години не одат на работа, а земаат плата. Сега ни владата дополнително ќе ги почести со по 150 евра, бидејќи законот во државата важи за сите. Што за ова мислат граѓаните, потреба да прашаме навистина нема.